Почитувани граѓани, антикорупцијскиот тим на СДСМ денеска објавува нов скандал по истиот рецепт. Фирми блиски до власта пумпаат пари на народот преку милионски договори и тендерски шеми. Додека јавните предпријатија во Скопје тонат во долгови, не можат да исплатат плати, а јавниот превоз е катастрофа, цветаат бизнисите на Маратон Груп блиска до власта. Со доаѓање на ВМРО на власт, оваа фирма има добиено над 1,5 милиони евра народни пари за само 2 години. Сите од државна лотарија и државна видеолотарија договори за надворешно и внатрешно рекламирање во автобусите на ЈСП Скопје. Нема нови еколошки автобуси за скопјани, ама има 1,5 милион евра за омилени фирми блиски до власта. ЈСП тоне и нема пари за нафта, нема пари за резервни делови, нема пари за плати на вработените, ама за приватна фирма Маратон со само 11 вработени пари има. Затоа, во 2025 година остварила чист нето профит од повеќе од 700.000 евра. Само на скопјани нема кој ништо да им обезбеди и нема кој да им плати. Но внимавајте сега, тука скандалот не завршува. Акт откри дека и бизнис партнерите на собственикот на Маратон, Љупчо Костовски, исто така добиваат тендери и илјадници евра народни пари од оваа власт преку истите институции. Погодувате, шемата е иста, мрежи на фирми кои се вака или онака меѓусебно поврзани. Поранешен соосновач, партнер во фирма со Костовски, Ристо Петков, е собственик на компанијата Сија Медија Доел Скопје. Со доаѓање на власт на ВМРО и оваа фирма има склучено договори вредни 458.000 евра со истите институции. Другарите околу ВМРО трупаат тендери и добиваат пари. Над 2 милиони евра пари на граѓаните. Но кој стои позади сето ова? Одговорот води до врвот на ВМРО и до врвот на владата на Македонија. Актуелниот генерален секретар на владата Игор Јанушев. Познато е дека уште во 2017 година, како директор на ЈСП Скопје, потпишува деструктивен 10-годишен договор со фирмата Маратон на неговиот пријател Љупчо Костовски. Јанушев свесно го укинува маркетинг секторот на ЈСП Скопје за предпријатието, наместо самостојно да го продава и стопанисува својот рекламен простор, тоа да го прави Маратон. Сега, пред истекот на овие 10 години, власта ги храни своите фирми пред повторно да им ги продолжи договорите за нови 10, 15 или повеќе години, ќе видиме. Ова е класичен пример како парите на граѓаните се испумпуваат и завршуваат во џебовите на луѓе и фирми блиски до ВМРО. Почитувани, антикорупцијскиот тим на СДСМ досега има откриено скандали од 150 милиони евра. А ниту обвинителството, ниту останатите надлежни институции ништо не превзимаат. Сите молчат. Нашата порака е јасна. Одговорност ќе има. Кога државата ќе им припадне на граѓаните повторно, одговорност ќе има за секој еден украден денар. Сите ќе одговараат. Доаѓа времето на правдата и одговорноста. Ви благодарам.